Почитувана министерка, јас би ве замолил да одговорите на неколку прашања. Прво, зошто од овој закон кој што вие го предлагате, Мирала Царовска и Зоран Заев, се брише бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена? Второ, дали бришењето на бракот како заедница помеѓу маж и жена од овој закон повлекува редефинирање на брачната заедница? Второ, кој е вашиот личен став како Мила Царовска, како министер за труд и социјала во врска со бракот? Дали за вас бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена или нешто друго? Трето, во делот на посвојувањето, ако се редефинира заедницата брак помеѓу маж и жена, дали ќе се редефинира и посвојувањето? Понатаму, во делот на родов идентитет, дали може да ни го објасните поимот родов идентитет? Дали е флуиден? Значи, во досегашното законодавство во Македонија имавме ситуација каде што полот беше машки и женски, биолошки детерминиран. Дали според вас родот е флуиден и може да се менува и на која основа? Ако може... Нека престане време во... Почитувани пратеници, имате предлог закон кој што го побаравте. Испочитувате го кодексот кој што сами го подпишавте, го изгласавте. И сослушајте се меѓу себе. А не сте во ситуација така да се однесувате. Господјо министерка Царовска, дали во делот на флуидниот родов идентитет ќе имаме ситуација каде што возрастни луѓе со флуиден родов идентитет ќе можат да влегуваат во простории кои што ги користат деца или деца кои што одат во градинки, во основни училишта, во средни училишта и така натаму и така натаму. Министерка Царовска, дали овие ваши измени ќе повлечат промена на курикулумите во градинки и во основно образование, каде што ќе се редефинира поимот на брак, на семејство, на она што вие го нарекувате родов идентитет и така натаму и така натаму. Значи, господја Царовска, почитувани колеги од владачкото мнозинство, мислам дека треба добро да размислите за поголем број од овие прашања и за реперкусиите во врска со овие прашања. Затоа што мислам дека многу работи кои што долгорочно се однесуваат на поимот, светогледот, гледиштата на граѓаните на Република Македонија сега почнуваат да се конструираат или деконструираат. Мислам дека без поголема анализа се влегува во... Ви благодарам. Секунди ми одзема. Ви благодарам. Ѓорчев. Мислам дека премногу лесно, без анализа, господјо министерке, влегувате во нешто што ние сите, како родители и граѓани, не знаеме како ќе заврши. Благодарам.